the biggest leverage for the European Union, for our own interests, is to have negotiations where we can really address these deficiencies. Оваа изјава на Јоханес Хан од пред една година во која повикува на отворање преговори за членство со Македонија, еврокомесарот за проширување сега во услови на извесен трансфер на власта се повеќе актуализира на средбите и со македонски и со представници на земјите членки. Последната ваква порака Хан ја испратил на минатонеделниот состанок на мешовитиот Европско-македонски парламентарен комитет, ветувајќи европска поддршка за новата гарнитура на власт во Скопје, иста како што имала и онаа во заминување. Ако се надмине оваа состојба, ние како европејци исто така треба да испорачаме наша подготвеност за старт на преговори, рекол Хан на состанокот во Брисел, на кој присуствувал и представник на новото парламентарно мнозинство. Она што особено ме радува на овој состанок е дека прилично едногласна беше поддршката од страна на скоро сите политички групи во Европскиот парламент, особено на најголемите, за поддршка на новата реформска влада која што ќе се формира денови во Македонија и следствено на тоа поддршка на новата реформска влада и на Македонија за брзо започнување на преговорите за членство во Европската унија. Во тој аспект во Европската комисија се многу свесни, особено согласно изборовите на комесарот Хан, дека тука и Македонија треба да направи многу нормално, но и од страна на Европската унија треба да бидат испочитувани ветувањата кои што и се дадени на Македонија веќе подолго време. Дали се споменува некакви термини од типот на брза лента за Македонија и за надоместување на тоа што беше загубено во изминатиот период? Се спомнуваат да, но пак ќе кажам тоа најмногу од нас зависи. Колку ќе лентата брза или не зависи од нас, од Македонија. Сигнали дека во Брисел се креира атмосфера на рестартирање на евроинтеграциите, процес што во последните години беше закочен, стигнали и до сегашната влада во заминување, која не се прослави со туркање на европската агенда. ЕУ е спремна да носи одлука во насока на проширувањето, да ги надминува внатрешните пречки и да отвори пат за европска, просперитетна и реформска Македонија. How are you? Good to see you. Very well. Thank you very much. Екс-евроамбасадорот Ерван Фуере по долг период заговараше и лобираше за посериозен ангажман на Брисел во кризата во Македонија. Сега, откако стартуваше предавањето на власта, Фуере повикува на конкретни европски мерки за помош на земјата. The European Union should do everything possible to start formal accession negotiations, opening a number of chapters, the key chapters relating to rule of law and justice, because this will guarantee a much more clear, direct process for the future for Macedonia's reforms. These are concrete areas where the European Union can and should directly assist both with political decisions and financial incentives. Во оваа евромакедонска раменка не може да се прескокнат билатералните отворени прашања со соседите, пред се со Грција и со Бугарија. Владата во Атина, која во настапите на своји врвни представници сугерира дека е свесна за можен надворешен притисок за Македонија да почне преговори со Европската унија и да влезе во НАТО под привременото име, вели дека нема да отстапи од своите интереси. Шефот на дипломатијата Никос Кодзиас во едно од своите последни интервјуа вели: "Не знам кој кого сака да притисне. Сите знаат дека не попуштаме под притисоци и дека не отстапуваме од она што сметаме дека е правилно за интересите на нашиот народ и за европските вредности и принципи." Сепак, нејасно е дали Кодзиас мисли на притисок за поместување во црвените линии на Грција за самиот спор или за притисок за влез на Македонија во НАТО и почеток на преговори со Европската унија под привременото име. Хан пред неколку дена во Брисел го отворили прашањето за грчкото противење. Покрај нашите реформи, нашиот дел на работата што треба да се заврши, тоа ситните реформски приоритети, извештајот на Прибе и така натака, но тука е и делот на нашиот проблемот што со нашето уставно име го има Грција и ќе треба да од страна на Европската комисија се поработи и со Грција како земја членка за да можеме да пристапиме кон овој процес. Дали во разговорите што ги имавте со Јоханес Хан тој спомна некои конкретни механизми како би можело да се дојде до Македонија да почне преговори за членство? Па како што веќе кажав, еден од механизмите кои што самите го планираат е дека тие самите ќе треба да работат малку со земјите членки.
теоретски е можеби само Грција проблем, но не знаеме, може да има и некои други. За жал Македонија во последниве неколку години создаде многу непријатели, а имаше многу пријатели. Сега веќе не сме на сигурно и ние ќе треба да се соочиме со една сосема нова ситуација во Европската унија. Меѓутоа, мислам дека со заедничка работа и од наша страна, и од овде од Скопје, и од Македонија, и со поддршка на комисијата, но и најголемите политички групи во Европскиот парламент, ќе успееме да ги започнеме овие преговори. I do believe that the Greece should understand that the obstacles that it had placed on the Macedonia's path towards European integration are ones which are no longer valid. I mean, it is quite clear that the country's desire is for European integration, for respect of the neighborhood, respect of the boundaries. There's no question of trying to question this. And I think the Greek government now, with the hopeful peaceful transition of power, should understand that it is in Greece's interest also to allow for the opening of the accession process. This will be the best way to guarantee stability for the short-term and long-term future of Macedonia. Грчката влада во последните години пливаше во мирни води со оглед на тоа што прашањето за блокадата на Македонија беше во втор план поради нашите домашни проблеми со демократијата и владењето на правото. Грчкиот министер Кодзијас неодамна изјави дека соседната земја, мислејќи на Македонија, е дар од Бога. Тоа е на линија на ставот на грчките стратези дека постоењето на оваа држава на северната граница е највисок стратешки интерес на Грција. Коалициската влада на Сириза и на независни грци ќе треба да извага дали опстување на ставот, прво решение зимето, потоа влез во НАТО и почеток на преговори со Европската унија е во функција на примарниот грчки интерес за мирно и демократски стабилно соседство, зашто настаните во земјава во последните неколку месеци покажаа дека ситуацијата лесно може да излезе од контрола и по системот на врзани садови да се прелие во целиот регион. За 360 степени, Владимир Мирчевски.